колку бизнесува јавниот долг на крајот на 26? Ако тековно правиме пресметката сега, мислам јавниот долг е некаде според дефиницијата во законите и методологијата за пресметување на јавен долг. Вие знаете според тоа кај нас што е јавен долг, во кој не влегуваат неискажаните обврски или неизмирените обврски во тој јавен долг. Значи, кај нас јавен долг е само државниот долг плюс долгот на локалната самоуправа, јавните институции, јавните предпријатија и предпријатијата со доминантен државен капитал. Само тоа се вкупно јавен долг. Не навлегуваат во јавен долг кај нас според наша методологија, а ние укажуваме дека тоа би требало да биде така. И дека е над 4% од бруто домашен И тогаш тоа плюс над 4% би било некаде над 62%. Инаку тековно тоа е 58,5%, што е во рамките на фискалните правила. Но ние сакаме тоа да не го правиме чисто формално, туку суштински да биде, да влегуваме во консолидација соодветно. И тоа е прашање за дискусија, колкав ни е капацитетот на економијата, структурата за да поднесе толкав долг. И 58,5 проекциите, анализите научни, наши, разработени и во МАНУ и во други институции укажуваат дека нашиот праг до каде позитивно се влијае во растот е некаде 52 до 54%. Над 54% веќе корелацијата долг, бруто домашен производ е негативна. Значи, имате држави каде што тоа е над 48%. Имате држави каде што тоа е 85%. Не е на оштета на. Значи, сепак се економските проекции и параметри за корелација која виси на ја. Но сега зборуваме за формалните граници, а формалната граница е законската граница од 60%, не се прекршува. Значи, дефицитот се прекршува за 0,5%, меѓутоа има јасно, како што кажав, образложение зашто, што е во рамките на законот. И тамо предвидува дека поради обврските кон НАТО, алијансата за одбрана и заштита и системите на одбрана и заштита, е оправдано до 3,5. Дали тоа толку ќе се оствари? Ако продолжува дисциплинирано да се управува буџетот онака како што е предвидено, немаме ризик за зголемување на јавен долг и до крајот на 26 година. Проблемот кај нас ќе биде сериозен во делот на износот за плаќање на камати од токму како последица на јавен долг. Само оваа година, 26 година, се проектирани, ако добро се сеќам, над 19 милиарди денари за камата, 19,2, ако точно се сеќам. Тоа значи дека над 300 милиони евра ни коштат каматите. До година ќе биде слично, но 27 година тој износ треба да биде некаде околу пола милиарда евра, само камати. И тогаш дури нула да биде примарниот дефицит, нели? Дефицитот ќе ни биде се наталожен од цената на каматите. Проекциите се многу лоши во однос на до 2034 година. Ќе видите во нашата веб страна е објавена една студија направена. Што покажува конкретно? Направена од мене во соработка со колегите, вклучен академик Наки Фити, вклучен професорот Александар Стојков и јас, каде што имаме до 34 година проекции на тоа. Тоа укажува дека многу сериозен ризик постои во наредните години, поготово после 27 година во однос на износот на каматите што треба да бидат исплатени по овој основ. А што покажува 34-та, колку